Денеска православната црква ги празнува преподобниот Теофан Исповедник, преподобниот Симеон Нов Богослов и светиот Григорий Двоеслов. Преподобниот Теофан Исповедник, наречен Сигријан поради местото Сигрија каде што бил роден. Роднина на царот Лав и Савријанинот и син му Копроним. Имал огромно богатство и сјај, но сето тоа ја изгубило својата вредност за Теофана, тогаш кога Христос Господ се зацарил во неговата душа. Тогаш тој се противел на женитбата своја, па кога сепак бил приморан да се ожени, успеал да ја посоветува својата невеста да живеат целомудрено како брат и како сестра. А штом му изумреле родителите, жена му отишла во еден манастир, а тој отишол во друг. Неговиот манастир бил во Сигријанските гори во Кизичката област. Некогаш славен и богат, Теофан живеел во манастирот како последен сиромав. И сите се чуделе на таквата промена кај него, па бидејќи станал прочуен поради својата силна вера, воздржливост и мудрост, бил повикан на седмиот Вселенски собор во Никеја, на кој се утврдило почитувањето на иконите. Поради големата чистота и целомудреност, Бог му дал дар на чудотворство, да ги лекувал сите болести, особено манијаштвото и лудилото. За овие болни и неволни, тој му се молел на Бога и со својата молитва им помагал. Само кога тој се разболел и долго боледувал, не сакал да му се помоли на Бога за своето оздравување, туку трпел со благодарност. Кога настанало пак гонењето на иконите од лошиот цар Лав Ерменецот, тогаш светиот Теофан бил доведен во Цариград и фрлен во самица каде што 2 години поминал во притеснетост, мака и во понижување. Тогаш царот го испратил во затвореништво на островот Самотрак, што тој порано го провидел со својот дух и им го кажал на своите самичари. Но кога стигнал на Самотрак, поживеал само уште 23 дена и му се представил на својот Господ и Создател, да го прими заслужениот венец на славата. Спаси
Богословен си и изволиви спасения нашего ради. Воплотити ся от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися. Распнися же, Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобниот Симеон Нов Богослов. Овој богоносен и велик отец на црквата бил роден во Галата Пафлагониска, воспитан во Цариград и вброен во дворјаните на царевите Василий и Константин, Порфирородните. Оставил се заради Христа и се повлекол в манастир. Се подвизувал под раководство на старецот Симеон. Потоа бил игумен на манастирот на светиот Мамант и најпосле отшелник. Бил најголем богослов после светиот Григорий Богослов. Ја чувствувал благодата во своето срце. Неговите зборови се вистински духовни и богословски откровенија. Се упокоил во 1032 година. Моштите му се чудотворни. Светиот Григорий Двоеслов. Папа Римски, син на сенаторот Гордијан и самиот потоа бил сенатор и началник на градот Рим. Но што му се упокоил таткото, тој му се предал на духовниот живот. Од своето големо богатство созидал 6 манастири во Сицилија и 7-миот во самиот Рим во чест на светиот апостол Андреј, во кој тој се подстрижал. Силвија, неговата мајка, исто така се замонашила во еден женски манастир. По смртта на папата Пелаги, Григорий бил избран за папа. Тој бегал од таа чест и власт и се криел по горите и по пештерите. Но Господ им го објавил на оние што го барале на тој начин, што се појавил огнен столб од земјата до небото на она место каде што Григорий се криел. Бил необично милосрден. Сите своји примања ги употребувал на засолништата на бедните и на гостопримство. Честопати ги повикувал бедните луѓе и им служел околу трпезата. Се занимавал и со пишување на корисни книги. Двоеслов или собеседник, тој и се нарекува затоа што напишал книга по тоа име, на која ги изнесол добродетелите и чудата на италијанските светители. Ја составили службата на претходно осветените дарови, што се служи во среда и петок во честниот пост. Неговиот архиѓакон Петар гледал гулаб кој што лета над неговата глава кога седел и пишувал. Се представил пред Господа во 604 година.